Во овој видеоматеријал ќе решаваме систем од линеарни равенки 2 по 2. Што значи тоа? Тоа значи дека имаме две равенки со две непознати. Да се реши систем од две равенки со две непознати, значи да се најде подреден пар кој во исто време ќе биде решение и за првата и за втората равенка. За решавање на овој систем ќе примениме метод на собирање. Овој метод уште се вика метод на елиминација или метод на спротивни коефициенти. Ова е системот кој што ќе го решаваме и забележуваме дека можеби полесно е да се примени метод на замена, затоа што првата равенка забележуваме дека во неа лесно може да се изрази променливата x. Но ние ќе користиме овој метод и да видиме како тоа ќе изгледа. Првиот чекор е да се подреди системот, така што променливата x би ја израмниле во една колона, истото би го направиле за променливата y, потоа за знакот еднакво и на крајот за константите. Втората работа е да забележиме пред која од променливите има спротивни знаци. Во овој случај забележуваме дека пред променливата y во првата равенка има позитивен знак, а во втората равенка негативен знак. Ова би ни помогнало за да не множиме со негативни броеви. За примена на овој метод на собирање, треба да најдеме две константи и првата равенка да ја помножиме со едната константа, втората равенка со втората константа и потоа, кога ќе ги собереме вака помножените равенки, една од променливите да се елиминира, односно да исчезне. Во нашиот случај треба првата равенка да се помножи со константата 1, втората равенка да се помножи со константата 2. Потоа, кога ќе ги собереме помножените равенки, ќе добиеме плюс 2y од едната, минус 2 пати по y од другата равенка, со нивно собирање ќе исчезне променливата y. Чекорот број 2 е да ги помножиме двете равенки, првата равенка со 1, втората равенка со 2. Првата равенка всушност ќе ја препишеме, затоа што секој број помножен со единица го дава истиот тој број, а втората равенка ја множиме и добиваме. Секој член го множиме 2 пати по 2 пати x е 4x, 2 пати по минус y минус 2y е еднакво 2 пати по 0, 0, затоа што секој број помножен со 0 дава 0. Следниот чекор е многу важен, а тоа е да се одлучиме која од двете равенки е поедноставна и да ја запишеме како прва. Тоа во нашиот случај е во равенката x плюс 2 пати y е еднакво на 5, а на местото на втора равенка да ја запишеме онаа што ќе ја добиеме со собирање на двете помножени равенки. X плюс 4x е еднакво на 5x, плюс 2y минус 2y е 0. Забележуваме дека со собирање доаѓаме до елиминација на една од променливите. Ете од каде доаѓа метод на собирање, односно метод на елиминација. Продолжуваме понатаму, е еднакво 5 плюс 0 е еднакво на 5. Забележуваме дека втората равенка има само една променлива. Следниот чекор 4, е да се реши таа равенка. Првата ја препишуваме и секогаш една од равенките ја препишуваме. Започнуваме со решавање на втората равенка.
добивме 5x плюс 0 еднакво на 5x еднакво на 5. Првата равенка ја препишуваме и ќе добиеме x плюс 2 пати по y е еднакво на 5. Ако во втората равенка и левата и десната страна ги поделиме со 5, ќе добиеме вредност x е еднакво на 1. Следен чекор број 5, е добиениот резултат да се замени назад во другата равенка. Значи, на местото на x ја пишуваме вредноста, што ја добивме, единица. Другото го препишуваме. Плюс 2 пати по y е еднакво на 5. Втората равенка ја препишуваме, односно вредноста x е еднакво на 1. Ја решаваме горната равенка, така што од двете страни ќе одземеме единица. Од левата страна 2 пати y е еднакво на 5 минус 1, 4. Втората равенка ја препишуваме, x е еднакво на единица. Првата равенка ја делиме со 2 и левата и десната страна и добиваме вредност за y. Y е еднакво на 2. Од втората равенка вредноста веќе ја имаме, x е еднакво на 1. Стигнавме до решение на системот од две линеарни равенки со две непознати. Можеме да запишеме дека ова представува решение на нашиот систем. Решение е подредениот пар. Овде мора многу да внимаваме, затоа што на прво место мора да ја запишеме вредноста за x, а на второ место во парот вредноста за y. Ова е нашето решение. Сега, ајде да проверим. Проверката мора да ја направиме во другата равенка, а не во онаа која што цело време ја носевме и ја препишувавме. Значи, во равенката 2 пати x минус y е еднакво на 0, треба да ги замениме добиените вредности, па ќе добиеме 2 пати по наместо x1 минус наместо y2, дали ќе добиеме вредност 0. Ова представува булово равенство и може да биде точно или неточно. Да провериме. 2 пати по 1, 2, минус 2, од левата страна, од десната страна имаме 0. Од левата 2 минус 2 е еднакво на 0, е еднакво со истата вредност од десната страна. Заклучуваме дека точно сме го нашле решението на линеарниот систем од две равенки со две непознати. Како тоа графички ќе изгледа? Ако ги представиме двете равенки графички, односно x плюс 2y еднакво на 5 е оваа права, 2x минус y е правата обележена со црвена боја, тие се сечат во точка со координати 1, 2. Ете уште една проверка дека сме го нашле точното решение на систем.